Пробиштип Инфо со задоволство ги следи активностите и успесите на своите граѓани и се труди најдобро што може да ги представи пред својата публика. Еден таков успех, на кој треба сите да сме горди, постигна и нашата следна соговорничка. Добре дојде и посакуваме на оделенскиот наставник Марија Богатиновска и голема благодарност што одлучи токму преку Пробиштип Инфо да ги представиш своите авторски проекти. Добро ве најдов, ви благодарам на можноста и на поканата да бидам ваша соговорничка. Искрено многу ми е мило што Пробиштип Инфо станува еден добар, сериозен медиум кој што е во служба на нашите сограѓани. Ајде, кажи ни како се случи Сетко досетко? Па, интересно прашање. Во принцип, луѓето своите мисли, ставови, размислувања, идеи ги формираат од своето обкружување. Значи, тие се последица на нашиот секојдневен живот. Бидејќи јас поголем дел од денот го поминувам со учениците, односно со деца, тие се моето обкружување. Тоа беше всушност мотив и поттик да размислувам да создадам лик кој што можеби ќе промени нешто кај денешните современи деца. Значи, јас постојано го следам однесувањето на децата, како тие реагираат во одредени ситуации, како реагираат кога се срекни, кога се тажни, зошто се срекни, зошто се тажни, како се справуваат во одредени ситуации, како решаваат конфликти. Значи, сето тоа се случува постојано пред очите на наставникот и имам навика кога ќе пристигнам дома да направам една подлабока анализа на тоа што се случувало во текот на денот во училницата. Во принцип, ги издвојувам и лошите и добрите страни во однесувањето на децата. За жал, морам да потенцирам дека во последно време постојат и такви негативни појави и токму заради тоа го креирав Сетко досетко. Тоа е всушност лик, надимак на главниот лик, Сретен Досевски, кој што станува Сетко досетко заради тоа што е досетлив и сакав преку карактеристиките на овој лик всушност да влијаам некако врз децата. Сетко досетко е четвртооделенец. Значи, дејството се случува во текот на една учебна година. Тоа е едно среќно дете, поседува навистина сериозни карактерни особини. Од една страна е еден палавко, а од друга страна знае да биде голем хуманист, голем другар, пријател, да помага, да ги скротува оние закачковци што се во групата и да ги прави своји најдобри другари, понатаму да им дава примери како другарите од неговото одделение да го потполнуваат слободното време без да користат паметни уреди. И така, значи, од него извира една ведрина, еден позитивен дух, кој што се надевам дека нема да го остави равнодушен детето што ќе чита оваа книга. Бидејќи интеркултурноста е дел од нашето секојдневие. Ние сме општина во која што немаме многу луѓе од другите етнички заедници, но во Македонија постојат многу во голема мера. Сакав да го истакнам и тој момент. Значи, застапена е интеркултурализмот, понатаму спомнав за хуманоста, за емпатијата, исто така ги потенцирав семејните вредности, особено ја истакнав улогата на таткото во креирањето и формирањето на личноста на детето, како тој може позитивно да влијае. Значи, дадов еден пример на позитивно родителство, бидејќи родителите се исто така многу важен фактор во креирањето на карактерот на едно дете.
И колку и да звучи сето ова сериозно што јас го кажав, сепак ќе кажам дека Сетко досетко е и хумористична книга. Значи, така се проткајуваат повеќе карактерни особини низ тој лик, што детето, додека го чита, ќе почувствува различни емоции. Понекогаш ќе чувствува тага, понекогаш среќа, возбуда, а најмногу хумор. Значи, Сетко досетко е лик што ќе го поттикне детето да размислува на начин како што размислува токму главниот лик и секогаш да наоѓа резервен план или план Б. Како дечињата можат да го набават Сетко досетко? Сетко досетко во нашиот град го има во сите книжари, додека надвор од нашиот град се продава на онлайн продавница, значи на книжарница.мк. Таму се додава во кошничка, се врши исплата и стигнува на домашна адреса. Така, убаво. Ова не е твоја прва книга, автор си на неколку учебници. Ќе ни кажеш ли нешто повеќе за неа? Па да, многу е различно чувството да си автор на книга како што е Сетко досетко, затоа што тоа е всушност излевање на чувствата и емоциите на самиот автор. И посебна е убавината да се пишува литература за деца, а да се пишува учебник е сосема различно. Јас во изработката на учебниците морам да напоменам дека не ги работев сама, работев во тим со мојата колешка Марина Станиславова од Неготино. Значи, таа беше иницијатор. Јас можеби не сум толку храбра. Таа ме поттикна. Решивме да се обидеме и еве направивме 3 проекти успешно. Учебник по македонски јазик за 5 оделение е нашата прв одобрен учебник. Понатаму конкуриравме со ракописи за македонски јазик за 3-то и сега веќе ги има во наставната програма. Да. Веќе учениците од 3-то и 5-то оделение македонски јазик учат по нашите учебници. Да, во меѓувреме направивме и една вежбанка по македонски јазик за 2-ро оделение. Така, се фокусиравме најмногу на овој предмет. Така. Значи, проговоривме за учебниците, а верувам дека представува голема одговорност. Може би големи притисок беше создавањето. Да. Да си автор на учебник, навистина е голема одговорност. Кога ќе замислам само дека учениците од цела наша држава се образуваат од нашите учебници, навистина чувствувам голема одговорност. Но сепак ќе кажам, мора да постои храброст за нешто такво. Мора да има јунаци што ќе се одлучат сепак да го прават тоа. Изработката на учебник е долготраен процес. Тој се базира на конкретна методологија за изготвување на учебник. Мора да соодветствува со наставната програма, да ги содржи сите поими, содржини и стандарди што ги има во наставната програма. Оминувани с многу филтри, како што се, например, комисии во Бирото за развој на образование, понатаму се формира рецензентска комисија и на крајот и национална комисија. Значи, тоа се 3 филтри. По македонски јазик, изготвувањето на учебникот е дополнително го отежнува целиот тој процес изборот на творби, литературни творби. Тоа е најтешкиот дел во изготвувањето на учебник по македонски јазик. Значи, да одбереш песна или текст, за да биде соодветен на возраста, па да се уклопува со другите содржини, па да може да се интегрира со другите наставни предмети во наставниот процес, е навистина тешко. Уште посложено е тоа што авторите на учебници треба да се обезбедат сами авторски права од авторите. Најголем дел од нив се уште нели меѓу нас, но има и такви што не се, па ги баравме нивните наследници и тоа беше еден макотрпен процес, но ете, за среќа се заврши позитивно. Честитки, ова е навистина голема работа. Уште една твоја книга е во фаза на реализација. Знам дека незиното создавање ќе биде
интересна информација и за сите наши сограѓани. Така, и јас бев изненадена пред околу 10 дена, излегоа резултатите. Значи, издавачката куќа Едука Мак распиша конкурс за необјавена книга сликовница за манифестацијата Денови на македонската литература за деца 2023. Тоа е всушност меѓународна манифестација и особена чест и задоволство ми е што од пристигнати 26 ракописи за книги и сликовници, токму мојата беше избрана од тим на реномирани писатели на литература за деца. Да. Навистина не очекував. Во текот на летото ја подготвував, значи... Каде идејата за создавањето? Имаш некоја идејата, инспирација? Децата се мојата инспирација. Значи... Да, децата се мојата инспирација. Работата на наставникот не е само да ја предаде материјата и да ги описмени, туку и да навлезе во суштината на детето. Се додека децата се моја инспирација, мислам дека ќе имам идеја да пишувам книги. Конкретно за конкурсот, значи, имаше пропишани норми, што требаше, нели, да се испочитуваат. Имаше пропозиции да биде најмногу 16 страници, да биде необјавувана книгата. Така во текот на летото седнав, ја склопив целата таа целина, ја дадов на конкурсот и навистина бев преизненадена затоа што ќе биде испечатена, бесплатно испечатена и промовирана на манифестацијата која што ќе се случи во ноември, некаде средината на ноември. Таа книга се вика Во светот на децата и е малку помала од оваа, сетко до сетко, за помали дечиња е наменета, значи од 6 до 8 годишна возраст. Ова е за дечиња од 8 до 10 годишна возраст. И заборавив да напоменам, кога зборувавме за сетко, дека ова не е само обична книга со раскази, туку на крајот, после расказите, има и работен дел. Идејата ми беше подобрување на читањето со разбирање. Затоа што во последните неколку години сме сведоци и слушаме дека нашите ученици се на дното на листите на државните и меѓународните тестирања, а треба да се работи навистина на зајакнувањето на читањето како вештина, значи не само да читаат, туку и да мислат и да разберат што прочитале. Така. Веќе 13 и пол години си оделенски наставник, значи има уште долго со работниот ангажман. Да. Сега дали планираш паралелно со професионалните обврски да одиш и со пишување и издавање на нови книги? Па знаете како, кога се тргне по еден пат, нема враќање. Нема назад. Сепак ќе кажам дека децата, односно учениците, од секогаш биле на прво место кај мене. Значи, работата никогаш нема да отиде под точка 2, тоа е секогаш на прво место, така и ќе остане во иднина, без разлика на моите дополнителни ангажмани. И се додека децата, спомнав, ме инспирираат, секогаш ќе творам за нив, со цел да ги поттикнам што повеќе да читаат, да ја сакаат и ценат книгата. Јас се надевам дека твојата нова книга ќе доживее промоција во Пробиштип Инфо. А јас ти благодарам за гостувањето и ти посакуваме уште многу напишани книги и успех во сите сегменти од животот. Ви благодарам, многу успешна работа и вам. Благодарам.